Расте бројот на малигни заболувања кај жените. Загрижува што се намалува и возрастната граница на заболените. Ракот на дојка и на грлото на матката се јавуваат дури и кај девојки на околу 20 годишна возраст. Во онколошкиот центар во клиничката болница во Тетово велат дека и во Полошко се почесто се дијагностицираат овие заболувања. За жал пак ќе речам, кај нас пациенти кога доаѓаат, се пациенти во напредна фаза, што више доаѓа до, да речем, оперативен третман на женава, па после и со радиотерапија и со хемотерапија и нормално дека тогаш, како да речам, и стапката на лекување, да речам, више не е толку ефикасно, а исто така и стапката на преживување паѓа. И двата типа на канцер можат успешно да се излекуваат доколку болеста се открие навреме. Затоа онколозите апелираат на редовни гинеколошки прегледи. Многу е важен еднаш месечно да обрнат внимание на само преглед на дојки. Ако нешто гледа дека не е во ред со нивната дојка, да се јават на лекар за ние после да ги доиследуваме. Исто така, без значи, иако мислат дека се во ред пациентките, убаво е секоја жена, значи од, да речам, 25 годишна возраст, освен само преглед, барем еднаш годишно да направи ехо на дојки. И секоја жена на 40 годишна возраст да направи прва мамографија. За карциномот на грлото на матката е исто така многу битно да се направат ПАП тест. Исто така граница за да се направи ПАП тест е значи од 20 годишна возраст. Да се прави првиот ПАП тест и тоа да се продолжи значи на секоја година, еднаш годишно, или ако има сомнителен ПАП тест на секои 6 месеци. Па после нели гинекологот ќе направи и други доиследувања ако треба да се направи тоа. Скендеривелиот и онколошкиот центар е отворен за сите кои имаат било какви проблеми и слободно можат да се обратат и да побараат помош.